Народот што оди во темнина ќе види голема светлина. Оние што живеат во земјата на смртната сенка ќе ги осветли светлина. Светот пред доаѓањето на Спасителот. Пред 2000 години во светската историја се случил настан несфатлив за човековиот разум. Вечниот Бог, Творецот на се што постои, се воплотил и станал човек. Синот Божи, втората ипостас на Света Троица, дошол на земјата за да го спаси човекот кого некогаш Бог го создал од земја. Ветувањето за спасение им било дадено уште во рајот на прародителите кои сгрешиле. Поминали илјадници години додека да се исполни тоа ветување. Според зборовите на свети апостол Павле, Синот Божи се воплотил кога се исполнила полнотата на времињата. Кога паднатото човештво ја осознало неопходноста од спасение и било подготвено да ја прими добрата вест. Зашто да го спаси човекот без негова желба, без негово активно учество, не може дури ни семоќниот Бог. Во моментот на воплотувањето на Спасителот, сите народи, освен еден, ја изгубиле верата во вистинскиот Бог и го заборавиле ветувањето за Спасител. Само еврејскиот народ не го заборавил тоа и ја зачувал верата во едниот Бог. За таа преданост Бог го удостоил со највисока чест. Токму во јудејскиот народ се родил Божествениот Спасител, на еврејски Машиах. Во старогрчкиот јазик овој збор е пренесен како Месија. Во текот на целата своја историја, старозаветниот народ Израил живеел со надежи за исполнување на пророштвата, го очекувал доаѓањето на Месијата. Господ не го оставил својот народ. Преку пророците ја поддржувал верата на луѓето во скорешно избавување од робството на гревот. Со Божја промисла било уредено така што и паганските народи, без да се свесни за тоа, Бог ги подготвувал за новозаветното откровение. Во времето на Христовото доаѓање, многу евреи живееле надвор од Палестина. Јудејска диаспора имало во Вавилон, во Египет и по целото Средоземноморје. На крајот на старата епоха немало ниту една земја што влегувала во составот на Римската империја, во која немало евреи. Тоа било многу важно. Паганите преку евреите можеле уште еднаш да го слушнат одамна изгубеното ветување за Спасител. Како да се подготвувале за сесветската проповед на вистинскиот Бог, во 4 век пред Христовото рождество, евреите кои живееле во египетска Александрија го превеле Светото писмо на грчки јазик. Тој превод го добил името Септуагинта и до денес има голем авторитет во христијанската црква. Во времето кога дошол Христос Спасителот, речиси сите народи на древниот свет биле обединети во едно царство, во Римската империја. Рим се нарекувал престолнина на целата вселена. Таа околност исто така многу помагала за распространувањето на проповедта за Спасителот на светот.
уште пред боговоплотувањето, според сведоштвото на римските историчари Светони и Тацит, меѓу римјаните и другите пагански народи се зборувало за моќен цар. Се велело дека тој треба да се појави на исток и да го потчини целиот свет. Римските поети го воспевале појавувањето на чудесниот младенец. Вергилиј во една своја позната поема пишува за младенец кој ќе го востанови златниот век на земјата. Тој ќе слезе од небото и на земјата со неговото доаѓање ќе зацари мирот. Тој изобилно ќе ги раздава своите дарови. Стадата нема да се плашат од лавови. Од вратот на волот што паси ќе падне јаремот и земјоделецот веќе нема да работи со пот на лицето. Тоа мечтаење на римскиот поет несомнено било одглас на познатото пророштво од Исаија дека ќе се роди младенец кој ќе биде наречен чудесен, советник, силен Бог, Отец на вечноста, кнез на мирот. Тогаш волк ќе живее со јагне, леопард ќе лежи заедно со јаре, теле, лавче и волк ќе бидат заедно и мало дете ќе ги води. Најголемите умови на паганскиот свет осознавале дека златниот век на човештвото изминувал. Иако заборавиле за гревопадот, иако го изгубиле знаењето дека човечката природа е изопачена, паганите сепак чувствувале дека човештвото има потреба да биде обновено. Дека човештвото стои на прагот на некакви големи настани. Неколку векови пред Христовото рождество, паганската вера почнала да преживува криза. Тоа било време на почетоците на античката филозофија, чии најдобри представници, отфрлајќи ги многобожечките басни, надзреле многу заборавени религиозни вистини. Филозофите среде паганскиот свет ја преродиле верата во едниот Бог. На тој Бог, кого тие се уште не го знаеле, атињаните му изградиле олтар со надпис на непознатиот Бог. Подоцна апостол Павле, проповедајќи на атинскиот Ареопаг, се обратил кон атињаните со следните зборови: непознатиот Бог, кого вие не знаејќи го почитувате, јас ви го проповедувам. Свети Климент Александрийски вели дека античката филозофија била подготовка која на човекот му го отворила патот кон совршенството во Христа. Дошло времето и човековите предчувствувања се оправдале. Синот Божи дошол на земјата и ја основал својата црква, која го представува Царството Божјо на земјата. Негови граѓани станале не само евреите, туку и дотогашните пагани. И други овци имам, што не се од овата род, и нив треба да ги приберам. И ќе го чујат гласот мој, и ќе биде едно стадо и еден пастир.